Андреевска ААА и прашува кои се придобивките од CLA. Во принцип, за оние кои што не знаете, CLA е конјугирана линолеумска киселина. И во принцип таа киселина е најсреќаваната киселина од омега-6. Најчесто ја има во храната од животинско потекло, генерално во месо и во млечни производи, и префиксот конјугирана на оваа киселина се додава врз основа на поставеноста на двојните врски кои што ги има оваа масна киселина. И такви ги има 28, но она што е важно, Андреевска, да знаеш дека она што ние го добиваме и го земаме како додаток, сега да премина малку на народски јазики и да ни звучи поразбирливо, оваа киселина која што ние ја земаме како додаток е најчесто хемиски изменета и формата на киселината која што ние можеме да ја купиме од фармацевските компании како додаток во исхрана не е онаа иста која што ја среќаваме и во храната од животинско потекло. И генерално многу дури и често денеска месата и млечните производи кои што ги јадеме, киселината која што ја имаат во нив не е со толкава концентрираност, дури се смета и има научни студии кои што велат дека има од 300 до 500% помалку од она што може би било пред 50 години, затоа што оваа киселина се создава доколку животните јадат трева и може би пасат природно на пасишта. Генерално она што ние ги конзумираме животинските производи и месата, тие животни се хранат најчесто со јаглехидратни извори, односно со житарици. Затоа и е популарно, да речеме, да се внесува додаток во исхрана CLA, но исто така многу е популарно во круговите на луѓе кои што сакаат да намалуваат масти, затоа што се смета дека е додаток во исхрана кој што топи масти. Морав да проверам научно што се зборува за сето ова и постојат навистина научни студии, велат дека не треба да земаш повеќе од 6 грама на дневна основа и она што е загрижувачко е што на долг рок се уште нема точни податоци како тоа функционира, доколку здравствено зборувам. Доколку ти земаш додаток во исхрана CLA, тоа значи дека ако земаш помалку од 6 грама дневно, може би ќе ти помага да губиш килажа и масти, но тоа ќе се случува само 6 месеци, пошто најверојатно ќе се јави 2 години на плато ефект, односно стагнација и нема никако да делува. Дополнително, доколку ги надминуваш овие дози на 6 грама, има сериозни индиции да си го оштетиш, да ја оштетиш функцијата на црниот дроб и да го замасниш црниот дроб. Затоа, доколку може би треба да направам сега заклучок, она што е мој совет е да може би и не ја бираш оваа стратегија со конзумација на додаток CLA кој што ќе ти помогне во губењето на сало и на масти и на килажа. Мојата филозофија е константна и ќе остане до крајот на животот, може би така, а тоа е да воспоставиш начин на живот кој што ќе можеш да го водиш во континуитет и кој што нема да ти создава сало и вишок килажа, а не да бараш начини на исхрана кои што ќе те слабеат или ќе ти топат масти. Така да тоа е моето мислење и нормално твое дали ќе го прифатиш и доколку имаш потреба до дополнителна консултација, биди слободна да ми се обратиш назад во приватна порака.